Ограничувањето на цените на доматите, краставиците и пиперките во период кога треба да стаса домашното производство е проблем за струмичките земјоделци. Велат дека први ќе се берат културите произведени во контролирани услови, што е прилично скап процес, па оваа одлука може да ги остави без профит. Тие се изложени на големи ризици за како да ја обезбедат оптималната температура за развој на самите култури кои што ги имале посадено, дали е пипер, дали е домат, дали е краставица. И мислам по секоја логика нивната цена на чинење најмалку биде 80 до 100 денари производствена цена. И сега да ги предаваат по 100, по 70 денари, не знам која е логиката. Мислам за намалување за замрзнување на цената не се водеше аспект по која цена ќе ги производат земјоделците тие производи. Пред се ќе кажам под контролирани услови, бидејќи ако се остане тоа, јас мислам дека ќе бидеме сведоци да следната година имаме уште помало производство. Но министерот за земјоделство вели дека анализите им се детални и нема со ограничувањето да трпат производителите и купувачите, туку само трговците. Ние ги направивме соодветните анализи за кои што бевме задолжени, многу прецизно, многу детално, многу јасно, во кои што се дефинирани производствените трошоци на земјоделците, но и откупните цени кои што се плаќаат према земјоделците. Од тие анализи произлегува дека најголем дел од цените кои што граѓаните ги плаќаат, вие ги плаќате, сите ние ги плаќаме, одат за маржа, не одат за земјоделците. А во овој момент го немаме тоа домашно производство и затоа целосно нашиот предлог беше, односно мислење, дека во овој момент нема проблем во делот на домашното производство на производи, односно замрзнувањето или ограничувањето на овие цени нема да влијае на трошоците на земјоделците. Цените на овие земјоделски култури се ограничени од вчера, а Државниот пазарен инспекторат најавува строги контроли по маркетите и пазарите. Домашното производство пак треба да стаса за околу 2 седмици.